Два дена пред последниот натпревар од квалификациониот циклус за Европско првенство 2024 година, кога Македонија треба да одиде со Англија на арената Тодор Проевски, некако ме притискаат пријателските пораки, оние инбокс пораки, па нешто и јавно на социјалните мрежи, да не речам и на нашиот YouTube канал. Ајде, каде сте, јавете се, што е работава? Некако не изрешетаа против Италија 5:2 на Олимпико, примивте 7 гола на Олд Трафорд. Продукција скок, каде сте? Па, онака размислувајќи, навистина, без да преюдицираме нешто, уште помалку нешто да напагаме или да ловиме вештерки, враќајќи се 30 години назад, некаде 93 година, почетоците на селекторот Андон Дочевски, преку Ѓоко Каджиевски, па не знам, Сречко Катанец, Бошко Ѓуровски, Друловиќ, Џон Тоша, кои се не се изредија, многу селектори имате. Стигајќи до Благој Милевски, кога го познавам години наназад, уште кога играше за Вардар, кога беше селектор на младата репрезентација, со која постигна изборен историски успех со пласма на Европското првенство по 21 година, Полска 2017 година. Некако се наоѓаме во еден празен од, во еден резултатски неуспех, кога квалификациите одана за нас се завршени. Примете 7 парчиња од Англија на Олд Трафорд, 5 од Италија на Олимпико, броја социјалните мрежи и некои високи коефициенти за овие 7+. Ајде да не го спомнувам она поразот од Украина во Скопје, кога водевме 2:0 на полувреме, па изгубивме 2:3. Кој ѓавол, некој ме подсети и ми пиша, Мијалчо, дали знаеш колку беше кес во 2 на тој натпревар? Не би сакал да верувам, нити да помислам дека некој се дрзнува да се игра со националниот фудбалски тим, со репрезентацијите да ги мести овие резултати. Не можам да верувам во тоа, бидејќи самиот бев сведок на една афера во тамо далечните почетокот на 2000-те години, кога лично дојде до некакви такви сознанија, кога имаше обид за местење на некој натпревар меѓу Македонија и Република Ирска во Скопје, па целото тоа броеше, па ајде, да не се навраќам толку наназад. Меѓутоа, она што не очекува сега во понеделник во Скопје, некако не нуди оптимизам. Сите велат, добро игравме второ полувреме. А што игравме добро, бидејќи дадовме 2 гола? Не се согласувам дека нешто добро игравме. Може би покоректно во однос на првото полувреме, да не зборам за оние 7 парчиња, да не зборам за тоталниот резултатски неуспех во овие квалификации. Ова е неуспех. Ако се навратиме наназад и неуспехот во Лигата на нациите, каде што таму изгубивме со некои просечни, подпросечни репрезентации, нема место за некако дури ни полуоптимизам со овој стручен кадар, да кажам. Дури со ова репрезентација, мислам дека и во репрезентацијата се неопходни, може би мали измени, не генерална измена, бидејќи сигурно Столе Димитриевски не може да го смените кога е нашиот најдобар гол. Ајде овај вовед во емисијата да го завршим со Столе Димитриевски. Ако против Реал Мадрид успее да го сочува својот гол, да брои спортскиот печат во Шпанија за нашиот Столе Димитриевски, навистина прекрасен голман. Еден во низата на плејада голмани кој Македонија ги имала од Драга Мутибарич, Благоја Видинич и Благоја Статов. Многу добри голмани, може би некој исто нерелевантна не е тоа темата. Да прими 12 голови на 2 натпревари, 7 против Англија и 5 против Италија. Дајте, нешто не е тука во ред. Ќе го анализираме овој натпревар малку низ призмата, низ ретрото на неделниот спортски магазин Скок, низ претходните дуели Македонија, Англија, Македонија, каде што сум учествувал како спортски новинар на неделниот спортски магазин Скок, како потпарол на фудбалската репрезентација на Македонија, како дел од овој фудбалски мозаик, убав мозаик кој треба да го заокружиме на 20 ноември, кога гордиот Албион доаѓа во Скопје. Прв пат ја гледав во живо репрезентацијата на Англија на 15 јуни 1996 година, 27 и кусур години наназад,
на легендарниот стар Вембли, кога Англија играше против Шкотска во рамките на Европското првенство 1996 година. Англија ја победи Шкотска 2:0 со еден силен состав на Англија во кој доминира Ален Ширер и Пол Гаскојн. Не се, шкотите исто така беа силни, едно мало само загревање во однос на Англија-Македонија. Во 2002 година беше првиот, би рекол, официјален дуел на Англија-Македонија на Сент Мери стадионот во Саутемптон, кога Македонија ги извлече легендарните 2:2, едно реми против некогашниот светски првак со оној антологиски гол на Артем Шакири постигнат од корнер, кога буквално го испрати во пензија голманот Симан на англичаните. Во таа прилика бев портпарол на Фудбалската федерација на Македонија. Имав, да кажем, и луда среќа со еден посебен беч, каде што може да влезам во сите области на стадионот Сент Мери, да го проследам овој натпор од клупата за резервни фудбалери, седејќи тука, чувајќи му го грбот на тогашниот селектор Никола Илиевски Джиджи. Тој резултат на вистина остана долго запамтен и се прераскажува години наназад. Еве, за 2 дена имаме шанса да направиме нешто слично, зошто не и нешто повеќе. Се редеа на преварите Македонија и Англија во истиот квалификационен циклус 2003 година, септември, 6 септември, доаѓа Англија во Скопје, каде што имаше една луда работа, кога буквално гореше англиското знаме. Македонија и Англија тогаш изиграа како што изиграа со многу силни состави. Меѓутоа, тоа се памти, тоа е историја, тоа останува. Тоа е еден шлагворд за овој натпревар кој доаѓа сега, кога Македонија ги изгуби шансите за невитуален пласман на Европското првенство 2024. Меѓутоа, Англија како репрезентација секогаш била, ќе биде и ќе остане предизвик за македонската фудбалска репрезентација. И некаде овие двобои одеа и понатаму. 2006 година повторно доаѓа квалификационен циклус, каде што Македонија игра против Англија и каде што има една неверојатна приказна која сака малку да ставам акцент кога е во прашање, ајде да речеме, и спортското новинарство и овие продажба на билети и сето овој маркетинг околу натпреварите Македонија и Англија. Одеме во продолжение со тој сегмент за Македонија и Англија 2006 година, поврзана со продукција Скок. И ги видите и 2-3 ексклузивни фотографии од тој натпревар и приказната за овој меч. Приказната 2006 година, поврзана со натпреварите Македонија и Англија, почнува некаде 6 септември се играше на превод во Скопје, повторно силен состав на Англија. Меѓутоа, малку едно ретро, кога е во прашање спортското новинарство, спортските веб-сајтови и мојата потпоролска функција, односно она потпоролска функција на потпорол кој ме наследи. Значи, 2002 заврши мојот мандат, дојде Зоран Николовски, нашиот колега од телевизија Сител, и нормално побарав уредна акредитација за овој натпревар, сакаме да го следиме како што ги следиме сите досега, како што сакаме да го следиме овој понеделник. И добивам одговор дека веб-сајтовите не постојат, не се уште регистрирани во УЕФА, не знам зошто. Ја велам, добро, Зоки, дај една акредитација ми, Јалчо Долгутов, јас сум потпорол ти ме наследи. Нема никаков проблем, ќе добиеш, ќе ти дадам акредитација како фоторепортер. Да не должам, премногу ја гледате фотографијата на вашите екрани, Мијалчо Долгутов како фоторепортер на неделен спортски магазин Скок или сегашна продукција Скок. И благодарејќи на тогашните комесари за безбедност на Фудбалскиот сојуз на Македонија или Федерација на Македонија, дали беше регистрирана, значи зборувам за Митар Трајковски и Бранко Радосалјевиќ, го гледав тој натпревар долу од теренот, од самата гол линија, аут линија. Значи 2006 година продукција Скок била долу на теренот, гледајќи го натпреварот Македонија и Англија во Скопје. Тоа е таа дел приказна интересна, кога сепак и загубивме, Англија беше многу посилна. Од секогаш англичаните биле посилни, меѓутоа Македонија знаела да се спротистави
и 7 голови примивме само под водство на сегашниот селектор Благоје Милевски. Оди нешто наредната епизодија Македонија Англија за неколку наредни години. Многу интересен момент, многу би рекол историски детал, кога е во прашање дуелот Македонија Англија. Значи, своевремено на градскиот стадион во Скопје, на надпревар Македонија Англија беше запалено англиското знаме. Нешто што веројатно не да Боже 20 години подоцна, 2023 во понеделник сега 20 ноември да се случи, ќе се соочиме со драстични санкции и казни. Не би сакал да се навраќам кои беа поводите, причините за тогашниот инцидент. Меѓутоа, многу добро се сеќавам дека Вардаровите навивачи, познатите комити, навивачката група која е најбрзо убедлива во Македонија, на тој натпревар не сакаше да го даде, да го истакне, да го предаде едноставно транспарентот кој бара официјалните лица да биде предаден. Не се може и тука ќе направи некоја грешка во чекори. Идејата ми е друга. После овие надпревари на македонската фудбалска репрезентација, комитите официјално се откажаа од навивањето на надпреварите на македонската фудбалска репрезентација и искрено самиот доскоро тоа не го знаев. Добив информација дека од некаков тивок бойкот, тивок протест навивачката група комити поделени по групи, по поединци доваѓаат, навиваат за Македонија. Тие не откажуваат својата љубов кон македонската фудбалска репрезентација, меѓутоа организирано онака како што знаат комитите кои се убедливо најбројни, најгласни, најорганизирани, најбучни, највоинствени, кои можат да дадат огромна поддршка на нашата национална фудбалска репрезентација, токму ради некои настани поврзани со натпреварите Македонија Англија е кренала раце од организирано навивања, доваѓаат поединечно и сепарирано да дадат поддршка. Одеме со на најновото, за 2 дена не чека Македонија Англија, 20 ноември 2023, нов напад на црвените мундири на просторот околу градскиот стадион, околу арената Тодор Проевски, нов напад на кафејаната Вршац, дури на кафејаната кај Митке. Порано работеше, за жал, сега веќе подолго време затворена. Тука се навивачите, да видиме што ќе се случува за 2 дена, на еден сегмент да ја затвориме ова емисија, ова најава на престојниот дуел Македонија Англија. Збор 2 и за промените во македонскиот фудбал, ако се потребни, ако се нужни. Зборувам за промените и во фудбалската федерација, и во фудбалската фотелја на селекторот, па дури и во националниот А-тим. Да не зборувам за тимот по 21 година, каде што легендарниот Цапа Драјан Канаславовски навистина, за жал, има лоши резултати. Каде сме ние тука? Каде е вистината помеѓу ова, кога од мене, како Мијалчо Доргутов, како некој човек, како некоја личност, како некој, не знам, следбеник на сите овие настани на македонскиот фудбал од 93-та, ајде ако почнеме дури и пред 93-та, на некој начин се бара на моје видување, не мој став, моје мислење. Не мора да сум управо. Не значи дека сум најпаметен и дека јас сум тој што треба да пресечам и да кажам дали Милевски треба да се оди или да остане понатаму селектор за платата 7.000 евра. Меѓутоа да излезете со став раководството на фудбалската федерација и на управниот одбор дека сакат на некој начин да се ослободат од селекторот, бидејќи очигледно дека не постигнува добри резултати. Иако карактерно мислам дека Благоје Милевски, Боби Милевски е сепак скопско дете, Вардарово дете, нема некоја негативна харизма, антологиски, аналитички гледано, вака на прв поглед како појава, можеби луѓето не може да го прифатат. Меѓутоа не може да го сменат бидејќи другите селектори барале 3 пати поголема плата од неговата. Мислам, Бог да чува, не можам да разберам ако тоа е причината. Ако тоа е причината, ако сакате да го смените Милевски, а не можете да го смените, бидејќи другите барали 3 пати поголема плата од него. Тоа не е никаква причина, нити фудбалско размислување, да не речам чиста глупост, небулоза. По однос на тимот,
одредени фудбалери, иако може да играат уште 2-3, може би и цели 5 години, мислам дека се истрошени за репрезентацијата. Не би сакал да оперирам со имење, ќе го оставиме за наредната емисија на една подетална анализа. Овој состав, како што игра 70-80% од натпреварот, ќе бележи само негативни резултати. Фудбалот не се игра 20 минути, да издадете 2 гола на Италија за 20 минути и не знам некој да треска дека Македонија игра подобро во второто полувреме. Тоа е недозволиво. Фудбалот се игра за резултат, за пласман, за борба за прво место, за добивање коефициенти, за печалење пари од касата на УЕФА, за инвестирање во фудбал. Тоа се резултатите. 2 гола против Италија, можеме 2 да дадеме на Англија во понеделник, како изгубиме 3-2, ништо не тоа направили. Тоа е на моје гледање. Канцеларијата на Фудбалската федерација на Македонија исто така тенка. Имавме луѓе, генерален секретар си замина, останал Фудбалската федерација. Читам, гледам патова како делегат на превори, дојде друг генерален секретар, никаква позитивна енергија, нешто да се помре, да се повлече. Подпредседателот на Фудбалската федерација си дреме во Велес, најверојатно пече ракија и пробува зимница. Овие членовите на управниот одбор, бивши фудбалери, репрезентативци, мои пријатели, ја не можам да го кријам тоа, пасивни, со рамења вака, згрчени. Пријатели мои, така не оди. Овој брз со подписите на нашите репрезентативци од Европското првенство 2020, односно 2021 година во Букурешт, ќе остане само драг спомен. Македонија тешко со ваков прилог, со вакви кадри, со ваква стратегија, со ваква политика ќе се пласира на некој друг голем спортски настан. Сон, илузија, да не речем утопија е, иако 48 репрезентации ќе играат на светското првенство во Америка, Мексико и Канада, дека Македонија со ваков природ, со вакво нурнување на главата под земја, вклучувајќи ги сите во околу репрезентацијата, и фудбалерите, и стручниот штаб, и раководството, и управниот одбор, да не речем дури и навивачите кои ја сакаат репрезентацијата, меѓутоа немаат критичен став кога треба да имаат, или позитивен став, дај Боже да го имаат почет. Толку од нас, толку од продукција Скок, одиме Македонија, Англија во Скопје 20 ноември, да видиме како ќе оди фудбалскиот живот понатаму.